Во 2020 година над 83.000 луѓе починале од карцином на црниот дроб, со што овој вид на рак е трета најчеста причина за смрт од рак на глобално ниво. Според Светска здравствена организација, во Европа 2020 година имало 98.000 лица со дијагностициран карцином на дроб и 89.000 починати од него, што ја става Европа на високо второ место во светот после Азија. Во последните 5 години на Скопската клиника за гастроентерохепатологија дијагностицирани се 355 пациенти со карцином на црниот дроб. Минатата година не направен значаен исчекор во превенцијата, дијагностиката и лекувањето на црниот дроб. За прв пат беше лансирана национална декларација за борба против рак, како што е дел од Европскиот план за борба против ракот, во посебен осврт на рак на црниот дроб и потребата за персонална медицина за неговата превенција, дијагностика и третман во нашата земја. Ова е по повод Светскиот ден за борба против карциномот 4 февруари, го соопштуваат од Координативното тело за борба против карциномот, кое го води клиниката за гастроентерохепатологија и клиниката за радиотерапија и онкологија, инфективни болести и фебрилни состојби, дигестивна хирургија во Хиперцентарот во Битола и Градска општа болница 8 септември заедно со Министерство за здравство. Големата придобивка и набавка на современата терапија за лекување на хепатит С, како и за третман на карциномот на црниот дроб. Се имплементираи и современи дијагностички мерки за рана детекција на ракот на црниот дроб, а годинава активистите на Координативното тело се насочени и кон тоа за прв пат црниот дроб и карциномот да се вклучи во програмата за рана детекција на малигни заболувања во нашата земја, која што треба да стартува со поддршка на Министерство за здравство, Канцеларијата на Светска здравствена организација во Скопје и ЕЛПА, стои во соопштението од Центарот во Битола.